Сите освен власта се криви за се барем според власта. Додека сите ни порачуваат дека треба да работиме на проблемите со корупцијата, владењето на правото и другите важни реформи за напредок кон ЕУ, според премиерот Димитар Ковачевски, единствениот услов кој требало да го исполниме се уставните измени и внесувањето на бугарите во устав. Ние сега имавме празен гол, чист пенал и заради ВМРО, ДПМН, Левица и Демократски сојуз не го шутиравме. Тоа е тоа што се случи. И сега кој ќе ме праша нешто како понатаму, само едно е понатаму. Изгласување на уставните амандмани во собранието во овој парламентарен состав. Што бе, тој што чекал ништо не дочекал. Тие правилата кој чека дочека, тие се за дефетисти и за губитници. Додека не убедува дека требало само промени во уставот, вице-премиерот Бојан Маричич барем е свесен дека имаме проблеми и со домашните задачи, ама работите ќе се поправиле кога ќе ги внесеме бугарите во уставот и ќе сме ги почнале преговорите. Сите тие работи се решливи во еден период од 4-5 години, за сликата целосна се смени. Ние пред 7 години сме биле заробена држава и тоа било верификувано во извештаите на Европската комисија. Денеска, со сите тие проблеми и во областа на владење на правото сме сосема во различен контекст. За 5 години, за 7 години можеме да бидеме многу подобри од тоа што сме денес, доколку работиме на тоа. Затоа нашите институции треба ги зајакнеме. Врз оптимизмот на власта удри грчкиот дипломат Лукас Цукалис, кој порача дека ЕУ без внатрешни реформи не може да има нови членки, велејќи дека тоа би било катастрофа, ни порача и дека мора сериозно да се зафатиме со работа во сегментите на корупцијата и владењето на правото. Новата рунда на проширување, што вклучувајќи Западен Балкан и земјите од Источна Европа, ветува, нема сомна штука, да биде многу потежок од било кое проширување што се случило досега. Бидејќи земјите кои што се кандидати за членство, секако постојат варијации меѓу земјите, меѓутоа генерално зборувано, овие земји имаат сериозни проблеми. Проблемите во овие клучни сегменти за европскиот напредок беа нотирани и во последниот извештај на Европската комисија, од каде стигна порака дека условите со корупцијата и владењето на правото се и повеќе од проблематични за Македонија и мора да се работи многу посериозно на овие теми.